Го најде ли местото? Да, бате. За да не ме приметат оддалеку ги пратев. Не должи, сине. Кажи каде си ете. Кај ресторанот на Чауш баш сме. Биле кај ресторанот на Чауш баш. Ќе одиме ли да ги фатиме, бате? Ако стасеме, да. Јашар да не прави финта. Ќе му поставиме две прашања и ќе оджитнеме. Нема да го чуваме за туршија. Ако тој Јашар се смири со Ќашифоглу и него ќе го упукам. Вие изете цела летер, донесете па донесете се, така вика. Безобразен, седнал таму и вечера. Зошто се собираат на вечера, знаеш ли ме, мати? Може се покажуваат. Ама зошто покажување? Откај да знам зашто се покажуваат? Чакалите пред да го изедат уловеното си ги острат забите. Едно по едно ќе им ги извадам толку чешките заби. Работата на државата беше да не ги одземе за барите. Продолжи да се рачкаш со државата. Пред неа глас не ти се слуша. Буцкај ме, буцкај, буцкај. Нагази, Джахид! Многу ми е жал за случувањето. Многу го предупредува Унсал за Кемал, ама тој не го послуша. Ако зборуваме за минатото, јасно, ама се нема да седам. Јашар Ага добро зборува. Минатото е минато. Само сакав да знаете дека многу ми е жал. Изреката вели, старите пријатели не може да бидат душмани. Сите се познаваме од младоста. Подржувајќи се еден со друг, дојдовме до тука. Јашар Ага, ти си син на Кахраман Катрч. Поминаа денови, стана голем ага. Јас бев син на еден обичен работник. А потоа, со време станав собственик на 10.000 војска. Ќашифоглу беше еден господин разузнувач. Вчера дојде и управува државата. Ова како бидна? Со другарството, со почитувањето. Токму како што рече Хашим Ага. Вчера дојден и стана пријател и повеќе од семејство бидна. Јасно е што не зема од семејството. Јасно е и што му дадовме. Пари. За да ги дадеме овие пари, имаме потреба од пријателство. Инаку, ако немаме семејство, и нас не нема. Мене ме интересира после ова како ќе се собере бе Ќашифоглу. Во државата многу нешта се сменија. Ја има ли старата сила? Дали сега како порано, кога има потреба од него, дали ќе ги штити нашите интереси? Вие најдобро знаете дека во државата се случуваат промени. Едни се заминуваат, други доаѓаат. Како облека е тоа. Како што човекот сака да ја менува облеката, и државата понекогаш ја менува облеката. Ама државата не се менува. Јашар, колку што разбра, прашува. Дали си како старо железо кое треба се фрли во отпад, или пак си како крзно кое може да се очисти на хемиско. Крзното секогаш вреди кога ќе погледнеш. Ние сме дробовите на државата. Може ли човек да си ги отфрли дробовите? Има такви што живеат со еден дроб. Тоа држава ли е Јашар Ага? На картата е со еден дроб само. Дури и без дробови, има еден куп држави.
Што прават? Бате, кога што гледам зборуваат. Ама луѓето на Илхан се од оваа страна. Од задната страна таму ги видов некои други луѓе, чудни. Дали отида нив да ги видат, или пак внимаваат, некој план да немаат. Овие сигурно се договорија, брат. Некои други нема ли? Не видов, бате. Те донесам благо? Од зборување им се владиле јадењата на овие. Да одиме да им ги стоплиме. Повели Леила. Полат, немој да паничиш. Ама не илив многу и се покачи температурата. Ке дојдеш? Или јас да ја однесам во болница. Бате, сега не е време на телефон да се збори. Како и се качи температура? Аз се плашам да не преиде во нешто повеќе. Ти однеси ја во болница. Јас таму ќе дојдам. Директно дома да дојдеше. Ќе задоцнам Леила, а ти не ме чекај дома. Елиф ти е болна, брат. И се качила температура. Ако сакаш ти оди, брат, ние ќе средиме. Ќе можете ли? Ако не можеме, друг пат ќе направиме. Не е побитно од детето, брат. Оди си ти. Што направи себе, брат? Сега немаме појма што прават тие внатре. Абе, глумец, да имаш дете, па така да зборуваш. Јас ќе одам до тоалет. Кога ќе се вратам, ќе го јадеме колачот. Вели, врати го колочот. Што е ова, Хашим? Илхан! Кажи му на Јашар да излезе! Има заседа! Што правиш, бе, човек? Побудале ли? Брат, ако не одиш, кажи, со оцет некако измајна детето. Да, не знае, млада е. Во нивниот свет и жените се опасни. Ова е работа им помеѓу Полат и мен. За мене, среќата на Кирка ми е најважна. Само кога таа ќе ми рече, тато, ајде те молам, оди си, тогаш ќе си оди. Јас не зборувам со човек кој не го одржува збор. А ти еднаш во животот го одржали збор.
Вету, на никого нема да кажам дека сум бремен. Ке видиш дека овој збор ке го одржа. Инджи! Никој не може да остане ладнокрвен. Полот ке ме запроси, ке ме побара за жена. Што си запнала ти по мене? Утре вечер, Јас имам една лоша навика. Запнувам кон секој што сторил криминал. долина на волците.